која професија да се одбере, на кој факултет да се запишат по завршување на средното училиште. Тоа е еден од проблемите што најчесто ги мачи матурантите. Годинава ќе имаат можност да го направат вистинскиот избор, да ја одберат професијата за која имаат предиспозиции и афинитети. Се што треба е да направат и да ги пополнат прашалниците од проектот за професионално насочување на матурантите, на кој работат Високата школа за новинарство и односи со јавноста, заедно со Бизнис академијата Смилевски. Резултатите од тестот ќе им покажат за кои професии ги бидува, а за кои не. Да донесат одлука во која професија наједноставно, најлесно би успеале да ја завршат, а потоа со задоволство да ја работат. Ваквата одлука овозможува луѓето да бидат успешни во нивната кариера, а потоа да, работејќи во тоа, да напредуваат многу побрзо во кариерата. Тестирањето за професионалната ориентација ќе ги опфати сите матуранти. Тие сметаат дека на некои ученици резултатите ќе им помогнат да го одберат вистинскиот факултет. Може да помогнат тие тестови, не би биле од корист. Да покаже некој правец ние што сакаме да се одлучиме за тоа и дали стварно ќе не биде за тоа или нема да не биде. Иако е наменет за матурантите, проектот има повеќекратни придобивки. Ќе се прават анализи кои ќе покажат какви кадри ќе и требаат на државата. Ќе дадеме насоки со кои што потоа во иднина ќе се помогне за развивањето на студиски програми со кои што ќе се овозможи продуцирање на кадри кои што ќе бидат корисни и успешни во индустријата и во јавната администрација. Тестот МОКУ, односно матрица на очекуваната кариерна успешност, се состои од два прашалника. Во едниот се мери она што се сака, а во другиот тоа што се може.